Медиумите, интернетот, музиката, телевизија, филмови, видеоигри, стрип, сето тоа е еден дел од животот кој што го уживаме сите и кој што сакаме да го уживаме сите. Искрено морам да кажам дека популарната култура, барем оваа што денеска е популарна, значи дека ние го креираме нашиот животен стил и самите одлучуваме дали ќе гледаме филмови, дали ќе читаме весници, дали ќе гледаме телевизија, дали ќе слушаме радио. Тоа е премногу лично, нешто сосема лично, но модерниот човек, информираниот човек, човекот кој што живее активно во 21 век, по мене мислам дека треба да ја конзумира урбаната култура. Во спротивно може да живеете барем сега каде што сакате и доколку не сте дел од сето она што се вика урбана култура, тогаш имате апсолутно урбан виртуелен свет и се си тече мазно на интернет и вие повторно сте во кино преку интернет, во театар преку интернет, си слушате музика преку интернет, правите се што сакате на интернет. Кажам дека неколку средношколци, имам 20 во моево студио, но само неколку се пријавија дека ќе бидат активни пред микрофонот. Сите три се на А. Тоа е Ангела која што доаѓа од Јахија Кемал од Гостивар, Ана која што доаѓа од Нова од Скопје и Антонела која што доаѓа од Алгоритам исто така од Скопје. Здраво женски. Здраво. Нема да зборувате литературно, иако така ви учат на училишта, бидејќи ова е радио и тука може да се зборувате секој на свој начин, со сленг. Ке ми искараат сите што ме слушаат, ама па сега. Сакам да биде тоа вашиот свет. Со кого прв? Еве. Ајде, Јахија Кемал, повелете. Здраво. Колку си медиски активна, колку гледаш телевизија, слушаш радио? Па морам да признам дека во последно време поактивна сум на радио, дека цело време дома ми свири музиката, кога учам ме опушта, а претежно телевизија гледам за филмови или за такви некои. Со таа цел. Колку твојата генерација, реков, ова се плюс минус 15 години, колку вашата генерација мислиш дека е супер што е нон-стоп на интернет или тоа веќе станува досадно? Па, од една страна е добро тоа што на интернет може се да се најде, како што и вие претходно рековте, но од друга страна пак секој медиум мислам дека нуди нешто специфично и дека добро е да се конзумираат сите можни извори од кои што можеме да дојдеме до информација или до некоја разонода и мислам дека е подобро да ги користиме што е можно не само интернетот, туку и другите. Читаш ли весници на интернет? Гледаш ли телевизија на интернет? Што се правиш на интернет? Па, баш се. Значи, од видеа нели на YouTube, социјални мрежи, комуникација со мои врсници, филмови, дури радио, музика. Значи се што може да се прави моментално може на интернет, но Ана, како што ја најавив, ни доаѓа од Нова. Ана, дали мислиш дека е добро или е лошо тоа што нон-стоп сте виртуелно активни? Па, реално многу е добро, зашто во порано, дури мислам и пред 10 години, што и да сакаш некоја информација да најдеш, треба да одиш до библиотека или да прашаш некого или да направиш такви акробаци за да дознаш некој тип информација, а сега имаме Google и Википедија и што и да ти треба можеш да поврдеш. Па дури за кога ти треба да комуницираш со некого, наместо да се јаваш на телефон и да им трошиш пари на твоите родители, само ќе уклучиш Facebook, ќе напишеш што и да ти треба на твој другар или другарка и крај. Супер, што се следиш ти на интернет? Еве, споминавме дека дали воопшто што те интересира од ова што се вика ние што го викаме медиуми? Тука има информација, има забава, има занимливост, има наука, има се што најмногу сакаш да читаш? Па, јас морам да признам дека од кога го открив интернетот, многу помалку го користам сите други медиуми, тоест ги користам, но се преку интернет и најчесто ги користам за забава, за видеоигри и да сега реално никогаш не сум одела на интернет само да барам нешто за наука или за литература или за нешто по професионално да кажам, повеќе за забава. Читаш ли вести, следиш ли вести, например? Да, следам вести, не активно, но кога на некој сајт некаде ќе прочитам нешто, веднаш одам на да го побарам да видам дали е тоа вистина или не. Така е. Антонела, ни доаѓа како што најави премалку од Алгоритам. Антонела, дали си критичка кога читаш што и да е на интернет? Коментираш ли? Да, многу сакам да критикувам некои работи што не ми се допаѓаат, но никогаш не сум размислила колку е понекогаш тешко да го направиш сето тоа, да направиш некоја вест, да вака да се појавиш во медиум, да даваш интервју, да интервјуираш некој и слично. Што е за тебе интересно, а што неве ги прашав и твоите другарки? Например, дали тоа што ти го прочиташ на интернет или например на социјалните мрежи или тоа што се пренесува како информација на социјалните мрежи така натаму, ти е нешто кое што бидејќи вие поминувате колку часа дневно во просек?
Многу. Скоро цел ден на телефонот го поминам цел ден и не можам да се навикнам на тоа да не ми е во рака. Цело време сум на телефонот, на сите социјални мрежи, дури гледам и серии на телефонот, буквално се ми е поврзано со медиуми и слично. Дали мислиш дека е тоа добро? Па не, пробувам тоа да го сменам. Од кога го пронедов интернетот, помалку учам, помалку посветувам време на моите хобија, како цртање, имам и други некои таленти. Повтор се уште еден круг и се враќаме, нели одиме малку со музика. Она што би сакала да те прашам, дали мислиш дека дружењето веќе стана целосно виртуелно? Еве, би сакала да ги прашам и момците, ама ајде прво тебе. Дружењето е 75% виртуелно, зашто да, најчесто сите веќе врски помеѓу момче и девојче стануваат преку интернет и тие така се запознаваат и така и се почнува, но сепак во некој момент на било која врска, дали е направена на интернет или во вистински живот, ќе мора да се запознаат тие двајца, да се видат. Така да колку и да се почна со интернет и да е базирано преку некој медиум, сепак на крајот ќе мора некако тие двајца што се запознале или повеќе луѓе да се видат во живо. Дали сте свесни дека толковото, да речам, присуство или таа зависност од интернетот всушност ви прави еден паралелен свет со она што се вика реалност, бидејќи ако сте така зависни, како што кажа пред малку Антонела, од тоа дека цел ден телефонот е он и вие ги следите медиумите, си гледате серии, телевизија, си слушате радио, се, дека вие фактички станувате зависни од еден мал уред кој што станува ваш член, ваш брат, ваша сестра, ваш дечко, ваш родител, ваше се. Па, значи, зависност... Можеш ли без него? Еве, ке ти го земам ја 3 дена. Ете, значи, јас можам. Реално, јас како индивидуална личност би можела тоа, но не верувам дека најголем дел популацијата би можел, зашто, например, во денешно време, ако добиеш лоша оценка на тест, ќе поправам. Ама ако изгубиш телефон или, не знам, ќошот на телефонот е подизгребан, се криваат паники, плачење, трескање од земја, како тоа е можно? Така. Колку ангела медиумите ви значат? Колку на твоите години во твојот свет значи да бидеш информирана, да бидеш во тек, да коментираш, да имаш своje мислење? Колку ти значи тоа или ти е баш небитно? Мислам дека многу значат, посебно во нашата возраст средношколска, затоа што медиумите на еден начин не информираат за разни настани кои што се случуваат, каде што може да се активираме ние младите. Исто така, тука разменуваме мислења со други наши врсници, значи се изградуваме како личности, преку медиумите дознаваме и се едуцираме истовремено и се забавуваме и мислам дека тука се прави еден голем развој на личноста баш преку медиумите. Со оглед на тоа дека станува збор за првиот медиумски ден. Ви значи ли тоа? Да, баш ми е чест и драго ми е што сум дел од овој настан, затоа што ми се допаѓа целиот концепт на идејата и на реализацијата. Како го замислувате медиумскиот ден? Еве шетате по медиуми, каде е најинтересно? Па, ја мислам дека секаде има по нешто што го прави местото посебно и секое место кое што ќе го посетиме и телевизија, и радио, и весник. Мислам дека секој си има свои интересни работи, затоа што посебно тоа што сакаме да дознаеме ние како млади што се случува позади камерите, позади параваните кои што ние ги гледаме преку телевизорот или кои што ги слушаме, да видиме како всушност сето тоа произлегува. Каков е процесот на продукција? Океј, ние одиме сега малку со вести, а веднаш потоа им се враќаме на средношколците.